Почитувани, владата среде криза дала 400.000 евра на рейтинг за да нема Македонија во рекламите. Не само што владата во ек на криза фрла 400.000 евра за саемска промоција за 4 дена, односно по 100.000 евра за еден ден, туку и со тие пари плаќа забранување на името Македонија во рекламите и промоцијата. Владата на антимакедонската СДС плаќа за да ја нема Македонија, а производите да не смеат да се ословуваат како македонски. Владата на Ковачевски со народни пари директно удира врз идентитетот и врз економската промоција на државата која треба да ползува од брендот македонски, кој е граден со децении, а за кој тврде дека е заштитен. За сега да сведочиме за спротивното. Имено од владата бараат сите производи кои ќе се презентираат да немаат национално лого и дополнително се бара од компаниите производите кои ќе ги презентираат да одат на проверка во владата, за да може да се осигураат дека нема да се спомнува Македонија и македонско. Ова, почитувани, значи дека македонските вина, сирења, ајвар, кондиторски производи и така натака нема да се презентираат како македонски. И сето ова бришење на Македонија и македонски го прави Ковачевски и неговата партиска анкетна агенција Рейтинг, која за еден ден саемска промоција и забрана на Македонија и македонски добива 100.000 евра на ден. Ковачевски да одговори дали владините служби за многу помалку пари не можеле да изготват целосна презентација организација или всушност се плаќа рейтинг за да може преку нив да оди бришењето на Македонија, а не директно преку владата. Или пак ова де факто се плаќа идните партиски услуги на СДСМ. Ви благодарам на вниманието.